Во поплава во просториите на специјалното јавно обвинителство минатата недела се уништени докази во предметот под кодно име Империја, во кој се осомничи 13 лица за серија кривични дела. Меѓу осомничените се Јордан Камчев, Сашо Мјалков, Цветан Панделевски. Ова е последен во серијата чудни настани што го следат случајот. Од притворањето на Камчев и Мјалков во деликатен политички момент, преку контроверзното пуштање во домашен притвор непосредно пред Нова година, до начелното правно мислење на Врховниот суд, чија прва примена беше токму за осомничените во овој случај. Александар Димитриевски за овој развој на настаните среде политичката дебата за евентуално инкорпорирање на СЈО во структурата на редовното обвинителство. Поплава во подрумските простории на специјалното јавно обвинителство уништила и оштетила докази во истрагата Империја. Тоа е предметот во кој Орце Камчев, Сашо Мјалков, Цветан Панделевски и 10 други се сомничат за повеќе кривични дела, меѓу кои измама и перење пари. Според добро упатен извори на 360 степени, поплавата се случила минатата недела. Случајно или не, веднаш по настанот обвинителката што го води предметот Империја, Лиле Стефанова, отсуствуваше од работа. 360 степени праша во СЈО. Колку од доказните материјали во предметот Империја се уништени во минатонеделната поплава во просториите на СЈО. Дали е во тек истрага за да се утврди под какви околности се уништени доказите? Дали неколкудневното отсуство од работа на обвинителката што го води предметот Империја, Лиле Стефанова, е поврзано со овие настани? Од СЈО го потврдија настанот. Ова е одговорот на обвинителството, интегрално. Точно е дека поради дотрајност на севкупната инсталација за парно грејење, во објектот во кој е сместено СЈО протече една од цевките на тој систем, при што беше зафатена дел од документацијата на неколку предмети кои се водат во ова јавно обвинителство, меѓу кои на Империја, 300 и Шпион. При тоа треба да се има предвид дека во ова јавно обвинителство документите се скенираат, но доколку се утврди дека има документи кои не биле ставени во електронска форма, ќе се бара нивно обновување. Во моментот се испитуваат причините за конкретниот дефект и се спроведува внатрешна процедура со цел да се изготви попис и проценка на вкупната штета. Инаку од страна на СЈО осигурени се како објектот, така и опремата. Со оглед на тоа што 300 и Шпион се во фаза на судење, шанса за неповратна штета има само ке Империја, која е фаза на истрага. А ова и не е прв преседан поврзан со овој предмет. Уште кога СЈО ја објави истрагата на 9 ноември минатата година, обвинителството немаше вообичаена пресконференција, ниту пак ја следеше сопствената пракса да објави детали од кои може да се види кој за што се сомничи или каква е поврзаноста меѓу физичките и правните лица во предметот. 5 мина осомничење меѓу кои Камчев и Мјалков завршија во притвор, а за јавноста беше објавено соопштение со збирен преглед на кривичните дела и најава. Во скоро време се очекува и проширување на истрагата кон нови лица и за нови кривични дела. Само месец и половина подоцна на крајот на декември, СЈО се премисли и наместо до тогашниот затворски, побара куќен притвор за осомничените во овој предмет. Образложението беше дека успешно се прибрани сите докази и потребни сведочења. Испитавме одредени лица и сведоци кои беа важни за потврдување на некои факти врз основа на финансиските документи и сметаме дека во следниот период, од додека трае истрагата, ќе се вршат само финансиски анализи, така да присуството на осомничените или во притворот не се потребни, не можат веќе да влијаат на самата истрага со влијание на некои сведоци или да го повторат делото. Но наспроти овој став на Јанева од крајот на декември дека осомничените веќе не можат да влијаат на сведоци, во февруари СЈО излегува со сосема спротивна оценка. Во досегашниот тек на истрагата сослушани се голем број сведоци, но потребно е да се изврши распит уште на голем број сведоци со оглед дека е опфатен голем временски период. Бројот на сведоците и соучесниците се зголемува ако се има предвид дека првичната наредба за спроведување на истрага е проширена. Обвинетиот, доколку биде пуштен да се брани од слобода, ќе попречува кривичната постапка преку влијание врз сведоци и соучесници. Цитатот е од барање на СЈО за продолжување на мерката куќен притвор за Орце Камчев од 6 февруари, содржан во решението на Врховниот суд за жалбата на осомничениот да му биде укинат куќниот притвор. Камчев го доби тој случај и сега е на слобода.
Тој и други осомничени во империја беа првите што се офајде од начелното правно мислење на Врховниот суд од крајот на јануари, според кое СЈО не е овластен тужител во предметите, за кој не е поднесено обвинение до 30 јуни 2017 година. А империја е токму таков предмет. Но не само минатото, туку и днината на предметот империја е под знак прашање. Стручната јавност е поделена. Дали и со новиот закон за јавното обвинителство, со што СЈО останува дел од редовното обвинителство, ќе може да се продолжи со предметите за кои што не се поднесе обвинение до крајниот рок предвиден во стариот закон за специјалното јавно обвинителство. Професорот Гордан Калајџиев, кој самиот беше дел од работните групи, вели дека империја и другите нови предмети ќе мора да се прекинат. Во емисијата Само вистина тој образложи зошто измените на законот не можат да влијаат на начелното правно мислење на Врховниот суд. Не можете вие проблемот со рокот да го решите со закон што ќе следува, да речеме, за месец дена. Бидејќи ако пак ја земеме во империја како пример, ако имате денеска дека квалификација дека тие и не знам кои се други од овие постапки, десетина колку се отворени по истекот на рокот, дека се тие неовластени и незаконски. И дека за нив нема да важат бомбите? За нив дека обвинителството... Не за... Со бомбите друга приказна. Ќе објаснам со бомбите и што е втор трик. Но за рокот објаснам, ако тие се... Ако постои правна пречка, постапката сега треба веднаш да се запре. Не може после еден месец-два, со новиот закон, да се врати можноста да се гонат луѓе кои што денеска не може да се гонат. Например, ја ако сум обвинет, има правна пречка, обвинителството кое што го презело предметот, тука посебно е проблематично зошто СЈО презело предмети од редовно обвинителство во време кога тоа обвинителство е нормализирано. Значи дојде на нов обвинител и слично. Зошто го презело империја? Од обвинителството кое што ве застанува на нозе. А имаат главоболки да си ги завршат нивните предмети што веќе ги имаат отворено. Да се факторизира, да ги спаси овие со тоа што ќе ги отвори, бидејќи нема право да ги не знам што да кажам, голема авантура. На спротивна позиција се академик Владо Камбовски, но и министерката за правда Рената Десковска. Ги изложи своите аргументи во емисијата Вин-Вин. Ако законот воспостави, овој закон што го предложивме, воспоставува надлежност на, и тоа е изрично напишано, за специјалното јавно обвинителство, за предмети кои што биле во фаза на истрага, за предмети за кои што е поднесено обвинение, а за дела кои што се во предистрага, зависно од надлежноста, може да паднат во организиран криминал, може да паднат во специјалното јавно обвинителство. Значи, Врховниот суд не би смел да помисли да отфрла заради тоа што некој бил ненадлежен тужител. Значи, и слушнав и јас муабети, па дека во Врховниот суд може да се толкуваат поблаг закон, ретроактивно важење и слично. Значи, тоа апсолутно не може да важи. Ма вие сега ова го представувате како зборуваат некои во кафеана. Не. Така зборуваат и правни експерти. Значи, нивното толкување не води сметка за тоа што е пракса на Европскиот суд за човекови права. Значи, таму стои дека кога се повикувате на начело на поблаг закон или не поблаг закон или поригорозен закон, тоа не би важи за процесните права или за процесните закони. Тоа значи дека вие, ако ви се смени одредено процесно право, сега тука е дали е некој овластен тужител или не е процесно прашање. Ако се смени тој закон, тоа апсолутно нема основ толкувањето дали е ретроактивно или не. Сашо Мијалков е единствениот осомничен во империја кој во моментов е во притвор, но поради првостепената пресуда во друг предмет, Титаник 2. Сите останати се на слобода. И тие и осомничените, и обвинетите во другите нови предмети, но и јавноста, се во исчекување на политичките консултации за иднината на СЈО. Освен ако во меѓувреме, настан како неодамнешната поплава во СЈО не предизвика штета што може да биде и ненадоместлива.